образование. Лош резултат на меѓународното PISA тестирање, македонски јазик, математика и наука. Каде лежи проблемот и што можеме да направиме понатаму? На оваа тема разговараме со Наде Молеровиќ. Таа е професор долги години во образовниот систем. Вие бевте и директор на едно училиште, основно училиште, исто така долги години, значи добар познавач кога е во прашање образовниот систем. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдов. Ако зборуваме за тоа дека не ни е прва година да добиеме лош резултат на меѓународното PISA тестирање, годинава се чини дека сме ставени во една група на земји кои што не соодветствуваат, да речеме, на нас, на Македонија, па малку повеќе научената фела е погласна. Што направивме од 2015 наваму? И директно ќе прашам како вовед во темата, каде лежи проблемот? Проблемот е очигледно во начинот на кој што ние сме ги поставиле целите, во смисло што е она што ние сакаме да постигнеме од нашите деца во текот додека тие ги стекнуваат, нели, ги учат наставните содржини по одредени предмети. Прашањето е дали тоа во што вложуваме како време на начин на пренесување на наставната програма, наставните содржини, дали соодветни методи применуваме во наставата за да го поттикнеме кај децата тоа што го учат, да го разберат што учат. Она што можам сега да го забележам, нели, вела дека генерално тестирањето, бидејќи тоа е едно меѓународно тестирање кое што го прават земјите од ОЕЦД, за да биде малку појасно и за нашите гледачи, тоа се фактички земјите кои што нешто слично како Европска унија, меѓутоа повеќе вложуваат напори околу спроведување и креирање на политики да се подобри благосостојбата и економските случувања во земјите. Значи, како тоа ние ќе го направиме? Ако не согледаме какви ни се резултатите во образованието, како еден аутпут, нели, како еден резултат, можеме да забележиме дека на вистина, јас си го поставам гласно прашањето, ако нашите деца седат на часовите по 7-8 часови, нели, престојуваат таму, дали тоа време кое што тие го поминуваат таму им е корисно и дали стекнуваат корисни знаења, што е и целта на ова PISA тестирање, всушност да ги видат перформансите, односно колку она што ние им го предаваме како наставна содржина, како наставна програма, колку нашите деца од тоа што го учат и го разбираат, дали можат да го дел од тоа што го научили да го применат во секојдневните ситуации во животот и да можат да имаат еден успешен и среќен живот и една убава кариера. Сега тука ми наметнувате прашање, ако наставната програма е таква каква што е и постојано некако ја критикуваме, ајде настрана родителите, научната фела ја критикува и да се повикаме на тие, останува прашањето дали може би треба малку поголема иновативност од страна на наставниците, на професорите. Знаете, на сите нас не треба, јас цело време ве зборувам, ние да промениме нашата визија за образованието. Значи, не е поентата да ги децата со наставните програми, ние да се обидуваме нешто да правиме, меѓутоа тоа не ни дава резултати. Бидејќи, знаете, овие тестирања фактички, бидејќи Македонија од 2000 година почнува да биде активно вклучена и ова за Македонија е четврта. Значи, имало во 2000-та, 2015-та, 2018-та, требало да има 2021-та, меѓутоа со ситуациите со ковидот се пролонгираше, бидејќи нели училиштата беа сега затворени. И ова, ако сме биле вистински посветени на образование и ако ни е целта децата, развивање на нивниот потенцијал, на нивните капацитети, затоа што како човечки суштества сите не имаме капацитет, особено децата кои што се во фаза, во период на растање, каде што нивните мозочиња нели впиваат што повеќе информации. Какви информации му праќаме? Дали сме земале некакво искуство од она од 2000-та, 2015-та, 2018-та, па сега во 2020-та и 2022 година да дојдеме до заклучок дека ние ништо не сме научиле од претходните пропусти, согласно тоа дека нас можеби недоволно сме ги анализирали, бидејќи ова што се прави со PISA е една добробит за сите кои што креираат образовни политики. Знаете, кога ќе ви го лоцираат проблемот, ти раз ни го дале. Еве, вашите деца не разбираат што читаат, не умеат да се снајдат во реалниот живот. Ние ви кажуваме дека овие деца во овој глобален свет на промени нема да успее да се снајде во реалниот живот. И што создаваме и ова напосле? Какви деца?
кои што се депресивни, не веруваат во себе, вика јас не разбирам ништо од ова, не учам, јас сум ваков, јас сум тако, си се себе етикетираат и си даваат едни, немаат само доверба едноставно во себе. Ќе не надополни во разговорот и колешката Елизабета Кузмановска, таа ќе разговара со професорката Елизабета Бандиловска. Се чини дека научната фила е гласна во прва линија поради лошите резултати во тестирањето по македонски јазик. Дали имаме веќе на линија колешката Елизабета Кузмановска? Бети, повели, те слушаме. Да, одлично ве слушам. Поздрав до вас и до професорката во студиото, поздрав до гледачите на утринската програма. Ке продолжиме, можеби вие каде што застанавте, односно ке го пренасочиме малку прашањето. Добро утро ке кажам за професор доктор Елизабета Вандиловска, професорка на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски. Добро утро и од мене до гледачите. Благодарам за поканата. Темата е се прават тестирања за учениците, за наставните планови. Особено имаме пат во тестирањата, односно, како да кажеме, можеби е тежок зборот, недоволно писмени на учениците по македонски јазик, односно сме таму најслаби. Кој е проблемот, зошто се случува ова, кога веќе имаме многу подобри оценки по другите предмети? Да, прашањето, особено во врска со тестирањата, значи PISA тестирањата, се провлекува на нас од последниве години, бидејќи резултатите ни се слаби, секогаш сме некаде долу на дното. И не само од тестирањата, мислам дека општо сите ние сме свесни дека младите се помалку го владеат мајчиниот јазик, и во однос на пишувањето, и во однос на зборувањето, на изговорот, во однос на примената на тие знаења по мајчин јазик, што еве се покажува со самото тестирање. Каде се проблемите? Проблемите можеме да ги бараме во повеќе места, да речеме фактори кои што влијат на целиот тој процес, воспитно образовен процес. Можеме да кажеме дека и наставната програма може да биде подобра, секогаш подобра, може да биде сообразена со возраста на учениците, со оној предпоставен капацитет на знаење што мислиме дека тие го посетуваат, мотивираноста на наставниците, нивната посветеност и вложеност кон предметот мајчин јазик, мотивираноста на учениците. За жал, учениците се помалку сакаат да учат на вистински начин, секогаш се бара некој заобиколен начин да добијам висока оценка и во суштина резултатите, оценките на учениците се високи. Значи сите имаат некој задоволителен успех, меѓутоа знаењето е далеку под тие оценки. Сум ве слушала, професорке, вие секогаш сте кажувале од мали нозе, од градинка. Меѓутоа верувам дека таа интеракција мора да биде родител, воспитувач, наставник, професор, за да навистина детето или ученикот да го говори, да се описменува и да го има вистинскиот пат да дојдеме до резултатот. Односно, да го владее македонскиот јазик, да го учи правилно и потоа да го употреби. Точно, од најмала возраст, уште во градинка, кога детето веќе ќе влезе во тој воспитно-образовен процес во градинките, веќе тука почнува оној процес на правилно зборување на мајчиниот јазик. Основата е даваат наставниците. Понатаму се продолжува тој процес во првиот циклус во основното образование. Наставникот, оделенскиот наставник, му ја дава основата на детето. Затоа велам, битни се учениците, мотивираноста нивна за учење, меѓутоа битна, клучна е улогата на наставникот. Колку тој го знае, колку тој го применува јазикот. Не можеме да зборуваме на дијалект кога ќе влеземе во наставен процес, без разлика дали предаваме прво, второ оделение, дали сме во гимназија, че мора да се владее стандардниот јазик и мора не само конформите да се насочуваме, значи нови форми и нови методи да го следиме се она што е актуелно во светот, че мора и содржински ние да сме добро покриени, подковани, значи да пренесеме знаења кои што не се субјективни. Кога станува збор за јазикот, точно се знае што е граматика, што е јазик, што е есеј, што е раскаж, кој што треба сето тоа да се пренесе кај учениците за да може да да го владеат целокупното тоа. Само уште едно прашање, сметете ли дека после средното образование, дали гимназиско стручно, определени факултети, односно определени факултети го немаат и македонскиот јазик како задолжителен барем првите 2 години? Треба ли тоа да се воведе? Треба. Значи, освен на наставничките факултети, македонскиот јазик, мислам дека како задолжителен, па и добро било и факултативен да биде, ама да го има.
Меѓутоа и тенденција не е со новиот предлог закон да биде задолжителен на сите факултети токму заради ова. Значи сите ние треба да го владееме мајчиниот јазик. Тоа е на јазикот на кој што зборуваме, на кој што ни е потребен за официјална комуникација. Не може ни во пошта, ни во банка, ни во каде да отидете да зборувате на дијалекти. Затоа го имаме стандардниот јазик и тоа е она што треба да се негува од најмала возраст и да се практикува постојано. Значи и без разлика дали сме во училиште или имаме потреба од официјално зборување, општење меѓу себе. Мислам дека помогнавме во голем дел од темата. Ви благодарам за вклучувањето во утринската програма. Студио. Благодарам, Бити. Благодарам. Продолжуваме понатаму со професорката Наде Молировиќ. Ја слушнавме професорката Пандиловска. Да. Чинам дека сте на исто мнение. Научната фила едногласни кога е во прашање образованието и гласни по негативните резултати на PISA тестирањето. Директно прашање, што можеме да направиме? Па знаете како ова е навистина едно големо системско наше национално прашање ние, затоа што се работи за, знаете, креираме ние деца, ако се овие деца од 15 години кои што сме ги се тестирани и кои што покажуваат под просекот на земјите на европски или на ова ОЕЦД и тоа ни зборува, знаете дека на тие деца за 3 години треба да станат гласачи. Еве прост пример. Значи тие треба да се стекнат со некакви информации кои што ги добиваме секојдневно, најразлични. Треба да умеат да ги процесираат, значи да ги разберат, да умеат да ги изанализираат, да умеат да донесат заклучок, да умеат да речат чекај да видам да проверам и друга информација, чекај да имам таа информација што ќе ми каже, па да прави една евалуација на сите, значи да ги оцени, да ги процени, да просуди, да донесе одлуки. И сега замислете. Да креира своје мислење. Значи сакам да кажам дека овој нас резултат што ни е многу послаб, што не сме ни послаби од 2018, него сме послаби од сме негдека на 2015 и дури за неколку 39 поени вика сме ниско од за наука и читање, а во математика сме нешто малку како сме се прогресирале малку во однос на 2015 година, што апсолутно нели можеби еден мал сјај во целиот овој тунел. Меѓутоа ако зборуваме дека сме на дното, дека после нас се само Албанија и Косово, дека пред нас заминале и Србија, и Хрватска, Словенија, Црна Гора. Знаете, тоа зборува дека ако ги видиме предходните, што кажувам, како искуство од тестирањата, бидејќи ние како држава, ако сме ги виделе првите, нели, треба да речеме, окей, ајде да ги видиме сите кои што се инволвирани во процесот. Тука се наставници, родители, луѓе кои што креираат политиката, биро за развој, министерство и така натаму, и да видиме што ни биле слабите страни, затоа што овие резултати нас всушност што ни детектираат, не ги кажуваат во ова сте слаби, во ова сте добри. Ако некој ви укаже каде сте послабо напредувате, тоа е за вас една причина да почнете да ги барате одговорите како да се подобриме, како можеме да се подобриме. Што советувате вие? И знаете што јас советувам? Јас советувам дека ние треба едно генерално, што велам, да ја видиме фокусот и визијата што ни е. Дали ни се децата во фокусот? Дали ако ни се децата во фокусот и да сакаме нивниот оној таленти дарби што ги викаме потенцијалот, затоа што поентата е потенцијалот на човекот да се отвори, а тоа значи да се пронајдат децата во што се добри. Ако ние со овие резултати постојано им кажуваме дека не се доволно добри, каков тип на луѓе ние градиме? Кои што се апсолутно неспособни во смисол да немаат, пак имаме кјутливи, па нема да знаат што да направат, пак влечат секогаш погрешни одлуки. И знаете, тоа ви создава една личност која прва не е способна за себе да го отвори, да го пронајде најдоброто. И сега, ако треба да се почува што велам јас од почетокот. Значи, што сакаме? Ги сакаме децата. Важно ни е нивниот добробит. Ајде да видиме зошто овие деца постигнуваат такви резултати. Па наставниците кои што предавале во тие, пошто се знае кои училишта биле, нели, и се знае, за да ја добиеме ние колку 111 училишта се евалуирани. Значи, знаете, ние можеме лесно да дојдеме до одговорите, ако почнеме да се враќаме назад и да се преиспитуваме и да се препрашуваме зошто дозволивме и што е она што нас не создава проблем. Сега, и ова на клучното прашање, дали сите ние сакаме да се прашуваме зошто постигнуваме слаби резултати, или постојано си мислиме дека постигнуваме најдобри резултати, или дека секој за нас си смета дека е, нели, најдобар и само тој знае и така натаму, и не сакаме да си ја погледнеме вистината. А ако сакаме да гледаме вистината, тогаш знаете како ќе треба да ја почнеме учењето оди и од дома.
Децата кога одат на училиште мора да одат со некаква подготовка. Па се надевам, како што рече професорката, нели, читање на книги, зборување на мајчин јазик, тоа се учи од дома. А се учи кога родителите ќе им посветат внимание и ќе им поставуваат прашања. Во училиште не се поставува прашање. Значи, еден од слабостите зошто сме ние слаби, зошто нашите деца покажуваат вакви резултати, кои што се навистина разочарувачки за во време на на ваква глобална промена, каде што имате на многу голем број на информација, вие знаете да не умеете да се носите со нив и буквално ве носат информации вакви лажни и никакви, да не умеете да се снајдете, и во училиште ние не промовираме прашувања и поставување прашања. За жал, пошто нели програмата и концепцијата не соодветствуваат, многу се не беа согласни. Се тргнува од дома. Па и од дома тргнува, меѓутоа, знаете, децата им треба поддршка. И кога учеа во време на онлайн им требаше поддршка, тие ја немаат. Еве и овде во овие резултати тие велат ја немаме поддршката од сите наставници. Значи нас не требаат поддршка и од наставниците. Мислам дека е време и за општествени, но промени, но и секој од нас, како што велите, да си се запраша прво, од себе да тргнеме, дали сакаме промени, Јована, тоа е прво. Дали сакаме и да видиме во што не сме добри. Благодарам за гостувањето.